Автобусот Македонија бойкотира ја сврте цела држава, но на крај ги однесе главните патници во различни правци. Зошто господинот Јанко Бачев не се појавува на собирите? Затоа ќе го прашате лично него. Што ги скара и каде се до вчерашните водачи на бойкотот на референдумот? Преземал активности да ја компрометира таа наша заложба за соработка со Русија. Јас оцрнувам идејата за Русија. Па кој го отнесе во Русија? Вака лидерот на партијата Единствена Македонија Јанко Бачев протестираше пред собранието на денот кога во Невици се потпиша договорот за името. Подоцна таа вечер, сепак бараконосецот не доби можност и да се обрати пред демонстрантите. Иста локација, но 2,5 месеци подоцна. Вечерта на 30 септември, Бачев е еден од предводниците на славието по непостигнувањето на цензус на референдумот. И покрај тоа што лично ја предводеше кампањата за бойкот, Бачев повторно не доби минути на микрофонот. Од таа вечер првиот човек на партијата Единствена Македонија го нема ниту меѓу малобројните демонстранти кои доскоро патуваа со него со автобус низ земјава, а сега кампуваат и ги блокираат улиците кај собранието. Се случуваат некои несогласувања меѓу вас, демонстрантите и Бачев? Не знам, не верувам, може има некој неслуга, али тие се површински. Секогаш кога имало вакви протести, кога имало повеќе здружувања на организации, партии, секогаш имало некои уфрлени луѓе кои создавале проблеми. Тоа не само кај нас во Македонија, тоа го има во цел свет. Мислите дека господинот Бачев е уфрлен играч? Не знам, тоа времето ќе покаже. Посочен од соработниците, Бачев го снема и од јавните настапи. Го побаравме и го прашавме лично кој му го одзеде микрофонот и наклонетоста на бойкотирачите. И јас бев спречен на еден таков собир, исто така од Унијата на млади сили на ВМРО, помане да не се обратам пред собранието. Медиумскиот мрак очигледно продолжува према Единствена Македонија и према мене лично како нејзин председател. Зошто ВМРО ДПМН не би сакале вие да се обратите пред собранието? Па тоа не е познато сега. Нашето соопштение беше во смисла дека да се вразумат тие од раководството на ВМРО ДПМН, бидејќи нашиот заеднички непријател треба да биде марионетската власт. Почетокот на негостопримството кон Бачев временски се совпаѓа со неговата одлука од партиските редови да го исклучи професорот Стефан Влахов Мицов. Причината според лидерот на Единствена Македонија е разлика во политичките ставови. Ширил такви небулози, ќе почне Трета светска војна, ќе дојдат руски тенкови, руски авиони од Србија, еве дојде септември и се замина, па не се случи ништо. Значи ја компрометирал таа наша идеја, во јавноста створи идеја дека ние сме некоја руска инсталација, дека некоја испостава од Русија, тоа не е точно, ние сме автохтона македонска политичка партија која што имаме најнормална соработка со партијата Единствена Русија, со која што делиме исти вредности. Токму судирот на линија Бачев Мицов на виделина го вади валканиот веш за тоа како и кој го помагал бойкотот на референдумот. Например, Бачев обвинува дека Влахов Мицов извлекол пари од македонски иселеник во Австралија во име на партијата, а потоа ги присвоил за себе. Пред партиските тела на маса ставал и радикални предлози. На седница на извршниот комитет бараше да формираме воено крило, иако ние како партија нити имаме такви можности, нити има таква законска основа и сега гледаме дека намерата било додека ако го и он инсистираше без разлика што нема можности да донесеме барем формална одлука. И сега ние гледаме дека целта била ако донесоме формална одлука, тајната служба ќе имаше законска основа да не споапси сите. И додека Бачев сугерира дека активностите на Влахов Мицов биле во насока да се навлече МВР, сега веќе поранешниот член на партијата обвинува дека лидерот е тој што влегол во сомнителни води. Тој оди на политички разговори и бара средби со руски тајни служби. Бара средби. Тоа ме буни, нормално. Второ, и тука кога го отнесов кај рускиот амбасадор, затоа што тој не знаеше каде е руската амбасада. Тој знаеше дека некаде околу околу црквата, во близина, ама не знаеше каде е. Кај Шчербак. И овој почна да му бара пари. И со какво образложение? Вели, ВМРО, ДПМН и СДС организират митинзи и за таа работа носат луѓе со автобуси. Ние може да организираме големи митинзи, ама ни са потребни пари за пошо овие делат сандвичи, дават пијалок, дават пари и тоа. Амбасадорот Шчербак се збуни и му одржа една лекција. И му кажа, слушайте, вие и да имате пари, секако не од русите, ако и да имате пари,
и да ги плаќате тие демонстранти. Потоа некој друг ќе им плати повеќе и тие ќе одат кај нив. Значи, вие мора да имате луѓе кои за идејата. Го прашавте зошто бара средби со тајните служби во Русија? За подкрепа. Американците, хунтата во Македонија сакат да прикажат руско влијание. И ако нема тоа, за да прикажат руско влијание, мора да се создаде таква партија со лидер кој е под нивно влијание, кој прави провокации дека русите го обезбедуваат, дека еди шоси, врз таа база западните медиуми викат еве ги русите, па тој е тројански кон. По интервјуата со Бачев и со Влахов Мицов, 360 степени се обрати до руската амбасада во Скопје. Оттаму вела дека контактите со политичките партии и организации, вклучително и на ниво на амбасадор, се вообичаена дипломатска практика, па и со раководството на Единствена Македонија. Ниту руската страна, ниту амбасадата на Русија давале финансиска или каква било друга помош, ниту имаат намера да го прават тоа во иднина. Самото поставување на ваквото прашање е неуместно и сведочи за неразбирањето на суштината на нашата политика, вклучително и кон пријателска Македонија. Патувања на општествено-политички дејци за Русија се реализираат на покана од нивни руски партнери. За содржината на патувањата на господин Бачев, амбасадата нема информации. За разлика од сведоштвата за средби со претходниот руски амбасадор Щербак, Бачев и Влахов Мицов велат дека не се виделе со новиот руски амбасадор во Македонија. Ниту тие побарале средба, ниту некој нив ги побарал. Барем такви се тврдењата.